Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од вестите кои ќе следат. Во 6 општини на истокот вечерва и утре рано наутро ќе се прска против комарци. Дали истовремената дезинсекција ќе резултира со истребување на опасните инсекти. Првите ожнеани количини јачмен во Штипско најавуваат рекордни приноси кај житариците во просек над 3000 килограми од хектар. Земјоделците го собираат родот. Вечерва почнува Штипското културно лето. Виница се подготвува за топлиот културен бран. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференција порача дека додека не се изјасни Уставниот суд за законитоста на специјалното јавно обвинителство, пратениците од СДСМ и коалициските пратеници нема да учествуваат во работата на собранието. Опозицијата не го напушта парламентот, само нема да учествува во неговата работа. Сите политички партии треба да докажат дека навистина ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Парламентарните партии својата вистинска поддршка за работата на специјалното јавно обвинителство ќе ја докажат доколку и тие не учествуваат во работата на собранието. Тоа се однесува и на независните пратеници, истакна Заев. Имено Заев ги повика партиите да излезат на избори на есен, а како можен датум го предложи 6 ноември, па го повика и председателот Ѓорѓи Иванов да си поднесе оставка на 26 септември за да може да се организираат избори во ноември. Во 6 општини на истокот вечерва и утре рано наутро ќе се врши дезинсекција од земја и од воздух за уништување на комарците. Акцентот е ставен на локалитети близу реките, каналите, зелените површини и депониите. Во 6 општини на истокот вечерва 23 јуни и утре рано наутро ќе се изведе прскање против комарци. Во Штип, Делчево и Пехчево прскањето ќе се врши од земја, а авионско прскање се планира во општините Кочани, Виница и Пробиштип. Во Штип ларвицидна дезинфекција беше извршена попладнево во 18 часот, а адултицидна дезинсекција ќе се спроведе од полнок до 4 часот наутро. На територијата на Пехчево против комарци ќе се прска во периодот од 21 часот вечерва до 1 часот пополнок, при што ќе бидат опфатени зелените површини во градот, како и локалитети на потегот од атарот на село Чифлик и течението на реката Писа во правец на Пехчево, од градскиот стадион и градските гробишта до местноста викана Елата и село Негрево, како и индустриската зона и градската депонија. Теристичко запрашување ќе се реализира и во општина Делчево. Река Брегалница со притоки на површина од 30 хектари, езеро Мотел Кула со површина од 15 хектари, река Габровчица со површина од 4 хектари, Звегорска река со површина од 4 хектари, Чаршиски ендек со површина од 3 хектари, Пустевски ендек со површина од 3 хектари, Манастирски ендек со површина од 5 хектари, Грозданец ендек со површина од 5 хектари, село Вирче со површина од 10 хектари, село Тработивиште со површина од 14 хектари и останати места со површина од 7 хектари. Во општините Кочани, Пробиштип и Виница утре ќе се врши прскање против комарци. Во Кочани авиотретирање ќе се врши од 5 до 10 часот наутро, а во истиот период ќе има авионско прскање против комарци на територијата на општина Пробиштип. Утре во раните утрински часови авиотретирање против комарци ќе има и во општина Виница. Се известуваат пчеларите навреме да преземат мерки за заштита на пчелите. Овие прскања против комарци се дел од превентивната систематска дезинсекција во општините, а ќе се врши со еколошко средство, широкопојасен инсектицид одобрен од Бирото за лекови. Првите ожнеани кластови јачмен во Штипско најавуваат рекордни приноси кај житариците во просек на 3000 килограми од хектар. Поволните временски прилики земјоделците ги користат за да го соберат родот. Комбајнерските услуги на ниво на ланските по 400 динари за ожнеана површина. Деновиве пред земјоделските производители во овчеполието е најголемата и најзначајната активност – жетвата на житариците.
Поволните временски прилики овозможија комбајните да се мобилизираат истовремено на повеќе житородни површини. Првите ожњани кластови со јачмен ветуваат добар род, велат жетварите. Какви се приносите? Колку до 400 кг на декар. Значи добри приноси. Па, за разлика од лани добри. Добар и квалитетен род има насекаде, посебно на оние површини кај кои се применети сите агротехнички мерки. Мислиме дека оваа година треба да имаме негде од 3 до 4 тона, што тоа за штипски услови е добро, иако ние знаеме дека пред тоа добиваме од 2 до 3 тона, значи добиваме. Можеби ќе има и повеќе. Во годинашнава жетвена акција само во Штипско се вклучени над 50 на комбајни и друга земјоделска механизација. Најголем дел од јачменот по традиција ќе заврши во амбарите на земјоделските производители. За сега се уште не е утврдена цената на јачменот и пченицата. Земјоделците очекуваат таа да не биде пониска од 11 денари за килограм. Комбајнерските услуги во однос на минатата година не се променети. Си према површините, 400 до 500 денари од декар. Во овој регион минатата есен беа посеани над 7000 хектари, од кои 3000 со јачмен и 4000 со пченица. Државата прави стратегија како да им излезе во пресрет на производителите заради сместување на пазарните вишоци со јачмен и пченица. Во тек се преговори со силосите под кои услови да се преземаат количества за складирање. Продолжуваме со актуелните инфраструктурни зафати на истокот. Заврши реконструкцијата на патниот правец од населените места Тракање, Бање до Соколарци. Но оваа сообраќајна делница општина Чешиново Облишево гради мост кај село Соколарци за сообраќајно поврзување на силата Спанчево, Соколарци и Жиганци. Општина Чешиново Облешево согласно програмата за реконструкција на локалната патна мрежа ја заврши реконструкцијата на патниот правец Р2342, делница од населените места Тракање, Бање до Соколарци. Асфалтирањето на патот се реализира во соработка со јавното предпријатие Македонија пат. Имаме инвестирано, значи, државното предпријатие за патишта и Министерството за транспорт и врски инвестира 5 милиони денари, со што најкритичните точки или ударните дупки беа санирани. Сега веќе започна изградбата на препустот кој се наоѓа во поточно кај млекарата во село Соколарци и самиот пат од мостот до раскрсницава. Ова инвестиција на овој препуст е некаде околу 14 милиони денари. Веќе фирмата изведувач на теренот, имавме сега состанок. Фирмата изведувач е Жикол од Струмица и се надевам во најбрзо време тоа да биде завршено. На оваа сообраќајна делница општина Чешиново Облешево гради мост кај село Соколарци за сообраќајно поврзување на селата Спанчево, Соколарци и Жиганци. Веќе општината Чешиново Облешево се врзува со општината Карвинци по скратен пат, за луѓето што требаше да стигнат од Борилчево до село Аргулица, кои беа потребни над 30 км, сега се блиски за 3,4 км и се надам дека и понатаму ќе продолжиме со оваа експанзија на патишта. Се понатаму иде патот од Кучишиново до село Теранци, со тоа што веќе ќе ги врземе општината Зрновци, општината Виница, општината Чешиново Облешево, Карвинци и Штип. Средствата се обезбедени од Европската Унија за санирање на штети од поплавите и спроведена од UNDP. Според најавите на изведувачот градежната компанија Жикол од Струмица, мостот ќе биде готов за месец дена. При крај изградбата на атмосферска канализација на улицата Светозар Марковиќ во централното градско подрачје во Делчево, улица која заедно со уште две други во Делчево наскоро ќе добијат нов асфалт. Откако целосно беше заменета водоводната мрежа, во завршна фаза се градежните активности околу решавање на проблемите со атмосферската и фекалната канализација на улицата Светозар Марковиќ во централното градско подрачје во Делчево. Со поставувањето на атмосферска канализација ќе ги решиме огромните проблеми кои што се појавува со насоберените води, кои што досега не можеа да бидат по природен пат отстранети од местото. Така да ова атмосферска канализација ќе ја спроведеме до реката Врегалници и ќе ги решиме проблемите на нашите сограѓани. Со овие градежни зафати за замена на азбестните водоводни цевки и изградба на атмосферската и фекалната канализација на улицата Светозар Марковиќ ќе се овозможи да се започне со предвидената целосна реконструкција на истата улица, која треба да биде асфалтирана заедно со уште две улици во населбата Милково брдо, улицата Велко Влаховиќ и крак од улицата Разловечково стание. Во исто време вршиме подготовка за асфалтирање на неколку улици во градското подрачје. Се надеваме дека за 15-20 дена сето тоа што е најавено ние ќе го завршиме, па ќе споруваме за тоа по завршувањето. Инаку градежните работи за реализација на овие активности ги врши приватна градежна фирма од Делчево со средства обезбедени од буџетот на општината.
Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, како најмлад од универзитетите во земјава, овие 2 дена ги посветува на Свети Климент Охридски. На 1100 години од смртта на великанот присуствуваа голем број македонисти од земјава и странство. Германци, холанѓани и срби денес во Штипскиот универзитет Гоце Делчев беа дел од научниот симпозиум посветен на најголемиот македонски светец и творец Свети Климент Охридски. На одбележувањето 1100 години од смртта на Свети Климент се говореше за неговите познати, но и нови аспекти од животот и делото. Конкретно за Климент имаме собрани негови творби или дела кои што представуваат на едно место сублимиран приказ на она што Климент го создал или го оставил како негово засведочено книжевно творештво. Тоа се особено неговите ораторско-прозни текстови, кои што се даваат и во превод на македонски јазик, меѓутоа и неговото химнографско творештво, кое што веќе е потврдено како Климентовско. За нас особено значајни ќе бидат книжевните состави оваа година, мислам во некои од моите конкретно проследувања, значи книжевните состави на Свети Климент кои што се посветени на првоучителите. Но како германските филозофи и книжевници гледаат на Климент? Германците се гледаат сосема позитивно, сосема заинтересирани за пред се за македонскиот јазик. Веќе 3 години по Прохопчински, германскиот славист Траутман пишуваше дека македонскиот јазик е мајчиниот јазик на солунските браќа, значи најстариот јазик, словенски јазик, но истовремено од Прохопчински и најмладиот административен и наставен јазик во јазичното семејство на словените. И тоа е до ден денеска општата линија, општата насока по која ние во Германија се занимаваме со Македонија, македонците, македонската литература. Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, како најмлад од останатите универзитети во земјава, имаат често овие 2 дена да ги посветат на Свети Климент Охридски. Ние денес се собравме овде да ја собереме стручната фела од оваа област за да го продолжиме факелот кој што на просветителството, кој што големиот Климент Охридски го запали уште во 886 година, кога ја отвори Охридската книжевна школа, односно првиот словенски универзитет. Голем број на љубители на македонскиот јазик и просветителството присуствуваа на денешната конференција, со цел за поголем придонес за истакнување на ликот и делото на еден ваков великан. Следува Крими билтенот за источниот регион. Во ова издание доминираат немилите настани во Штип. Сообраќајна несреќа и групна тепачка се случија вчера вечер во Штип. Сообраќајната несреќа се случи околу полнок на крстосницата до Иле, каде во судар на автомобил и моторцикл тешко повреден е моторциклистот, 28 годишен штипјанец со иницијали АЗ. Кај возачот на автомобилот Volkswagen Vento, 29 годишниот АМ од Штип, констатирано е присуство на алкохол во крвта 0,36 промили. Повредениот моторциклист е во животна опасност, но со тешки телесни повреди. Вчера околу 21 часот на улица Радански пат во Штип избувнала тепачка на која предходила вербална расправија во која учествувале 10 лица, дел од нив користеле дрва, секири, гасен пиштол. Резултатот тепачката се 4 повредени на кои им е укажана лекарска помош во клиничката болница во Штип и 2 приведени и задржани во полициската станица. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против 21 годишна штипјанка со иницијали МС поради сомнение за сторено кривично дело кражба, пријавената од септември минатата година до март годинава, во повеќе наврати од куќа во Штип и на собственост на нејзин роднина, одзела поголем број златни и сребрени предмети кои ги продавала во златарски дуќани.
Без вода, струја и други елементарни услови за живот, во својата импровизирана собичка веќе 10 години живее 35 годишната Благица Јованова од населбата Усова Чешма во Кочани. Последното дете, кое е седмо поред, го родила сама дома без никаква помош. Со неа живеат само 3 од 7 деца, кои постојано се гладни, боси и необлечени. Бара од надлежните во општината да ја пружат мала помош за да ги нахрани своите деца. 35 годишната Благица Јованова од Кочани на улицата 7 септември во населбата Усова Чешма 10 години живее во импровизирана собичка во мизерни услови, без струја, вода и елементарни услови за живот. Има 7 деца, но првите 3 ги оставила во болницата кога ги родила и никогаш не ги видела. Четвртото дете е кај другиот родител, а останатите 3 се со неа. Од нив последното, за кое не знае од кого е и кој му е татко, го родила во петокот, сама дома, без никаква помош. Кажи ми, како го роди детето? Па те да кажа, ја остави ги децата тука на жен да ги пази, ја додека отидо дека жената дојде навам, дето на пато се роди. Му виснава главата и оно ја одам и дома го роди. Па почна врвсичката? Тоа ја си направи се, пресечува со ноишките врза со конец. Не можеа да го врзам, врза го со конец. Натисна се, налегна се на мео, тоа последок го искучи. Немаме струја, немаме вода, живееме тешки состојби. Колку дечиња имате? 3 се преко мене, а оние се посвоени, едно ке таткото има, едно ке други омаш има и така. Мои деца се голи, боси, пригладнени, нема на шо да готвам, нема шо да јадат. Соседите и помагаат колку што можат и пред камерите истакнаа дека веќе не може да ја гледат како се мачи таа и нејзините дечиња. Таа жена живее мизер. Те 7 ово дете. И те ово го е сама и породил. Не можејќи да трпам оваа ситуација повеќе, морав да го пријавам случајот. Жената живее во многу лоши услови, нема струја, нема вода, нема неопходни работи, има повеќе дечиња кои се гладни, боси, трчат по улицата, не знаат да се комуницират, да се дружат со другите другарчиња. Дома нема ниту електрично, нити фрижидер, нити судупер, нема основни работи. Значи, апелирам до луѓето, ако може да се помогне нешто финансиски, со храна, со облека, за дечињата стварно жал. Јованова зема социјална помош од 4200 денари, но не истигнуваат буквално за ништо. Ги моли сите хумани граѓани и надлежните во општината, ако може да ја помогнат, за да може барем да има услови да им изготви на гладните дечиња. Со староградски милост на виничките серенади започнува топлиот културен бран во Виница, кој во присрет на патронот на градот Павловден најавува голем етно концерт на групата Монистра. По настапот во Италија, групата Серенада топлиот културен бран го носи во Виница. Во вторник на отворената сцена пред Домот на културата Тоша Арсов ќе се одржи традиционалниот концерт на староградски песни од богатата ризница на виничката традиција. Програмата на концертот најавува настапи на женската пеачка група Ѓурѓе од Делчево, како и на пеачката група од Пехчево. Како увертира во павловденското чествување, настапот на Серенада е најава за настаните кои ќе следуваат по повод патронот на град Виница, Свети Павле Павловден. Иако се уште неофицијално, Домот на културата Тоша Арсов во соработка со општина Виница за прв пат организира македонско-бугарска работилница за резба со уметници од збратимената општина Трајавна Република Бугарија, која се очекува да биде на отворената локација во градскиот парк и да трае 3 дена. За прв пат во Виница е најавено гостување и на етно групата Монистра, која се очекува да одржи голем концерт во центарот на градот. Македонската етно група, која свири на изворни инструменти, се етаблира како успешен презентер на македонската етно музика, која се следи со силно внимание. За Павловден продолжува и баскер традицијата со перформанси која воодушевуваат младата популација. Во духовниот дел, свештените лица од храмот Свети Архангел Михаил најавуваат камен темелник на камбанарија во дворот на црквата Света Лука, чија изградба превршува и наесен се очекува нејзино официјално осветување. Останатите настани во јулскиот културен бран, кој вообичаено се поклопува со одбележувањето на Павловден во Виница, официјално ќе бидат најавени на почетокот на месец јули.
Во Британија се одржува референдум за излегување или за останување на таа земја во Европската Унија. Каков и да биде резултатот, самото изјаснување ќе има влијание врз односите меѓу Лондон и Брисел. Она што засега е јасно е дека никој не се ни обидува да претпостави какви ќе бидат тие во иднина. Тоа е прв референдум во Британија во изминатите над 40 години што е поврзан со Унијата. Анкетите покажуваат дека двата табора се со изедначени шанси за успех. Одзивот на гласачите, кој ги има над 46 милиони, ќе биде клучен за резултатот. Турција може да организира референдум со прашање дали да продолжи преговарачкиот процес за пристапување кон Европската Унија, рече турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган, пренесува ТАС. Европската Унија не дискриминира. Европската Унија официјално ни даде збор уште во 1963 година, но процесот се одложува, вели турскиот претседател. Затоа ќе ја прашаме нацијата да продолжат ли преговорите за влез во Европската Унија или не, изјави Ердоган. Според објаснувањето, Европската Унија не сака да ја прими Турција, затоа што таа е со муслиманско мнозинство и тоа според него е дискриминација. Во говорот, Ердоган ја разгледува варијантата Турција да ги отвори границите и бегалците да тргнат кон Европа. Раководството на Европска Унија би требало да размисли што ќе прави. Албанските националистички асоциации, Движењето за обединета Албанија и Листата за природна Албанија најавија подпишување меморандум за заживување на голема Албанија, објавија албанските медиуми, повикувајќи се на грчкиот печат. Според овие наводи, лидерите на Листата за природна Албанија Кочо Данај и на Движењето за обединета Албанија Тахир Велију соопштиле дека на 16 јули во Приштина ќе потпишат меморандум за соработка. Обединета природна или голема Албанија, како и да се нарекува, предвидува обединување на Албанија, Косово, западниот дел на Македонија, јужниот дел на Србија, Прешевската долина, дел од Црна Гора, поширокиот регион кај Улцин и дел од Грција или областа Чамерија. На 27 јуни започнуваат подготовките за предстојната нова 2016-2017 сезона на фудбалскиот клуб Брегалница во првата македонска фудбалска лига. Интензивните еднонеделни кондициони тренинзи ќе започнат во хотелот Гогов во Пехчево. Покрај фудбалерите што го продолжија својот договор со прволигашот Брегалница, во тимот ќе се приклучат и новите засилувања што за време на летниот трансфер преминаа во овој клуб. Оваа година се надеваме дека ќе го направиме еден чекор повеќе за да достигнеме таа цел за овој град да почне да гледа европски фудбал. За тоа се потребни многу работи, не само квалитетен тим, треба многу поголема организација. Имаме оптимални услови за базични подготовки и се надевам дека добро ќе се подготвиме, добро ќе изработиме, бидејќи знаеме дека не очекува една добра и сериозна по мене и влегуваат доста квалитетни екипи, каде се доста изедначени и мислам дека ќе превладува и ќе одлучува таа физичка подготвеност кај екипите. По завршувањето на кондиционите тренинзи во Пехчево, фудбалерите се враќаат на тренинг во Штипсе до 18 јули, за да подготовките финишираат со 10-дневни тренинзи повторно во Гогов Пехчево. Предвидено е фудбалскиот клуб Брегалница да одигра неколку контролни пријателски надпревари со екипи од домашното првенство, како и со неколку клубови од соседна Република Бугарија. Првата македонска фудбалска лига за која и се подготвува фудбалскиот клуб Брегалница започнува на 7 август 2016. Тридневен камп во организација на Универзитетот Гоце Делчев ќе се одржи во спортската сала Јордан Мијалков. Штипјаник имаат можност да вежбаат и играат со кошаркари од македонската репрезентација. По мене, пошто бев долгогодишен тренер на младинската школа на Работнички, работата со млади е исклучително тешка работа, меѓутоа е захтевна, меѓутоа е неопходна. Мислам, тоа е многу потребно за да се развие кошарката. Сега Штиплан имаше некој експеримент за ова, меѓутоа тоа е све на кратки стази, инстант работа, што ова е по мене мислам дека е добра работа. Ќе имаме вкупно 8 тренинга на кои ќе присуствуваат голем број на еминентни да кажам тренери
имиња од нашата кошарка кои се долго време веќе надвор од нашите граници, каде што се усовршуваат на меѓународно ниво, како тренерот Милевски, како тренерот Спасев, Владко Мирковски, ќе присуствуваат и репрезентативците Бојан Трајковски, Дарко Соколов, Александар Костовски, каде што би можеле своето искуство да го пренесат на овие млади генерации, кои се надеваме еден ден ќе тргнат по нивните стапки. Децата кои тренираат секојдневна кошарка задоволни од ваквиот настан. Дел од нив велат дека амбициозно ќе продолжат со тренирање, со надеж да бидат добри кошаркари. Тренирам 5 години, ваа ќе ми биде 6-та година и сакам кошарката. Јас се учам за да станам добар кошаркар како тренерот наш и како другите репрезентативци. Јас тренирам више 3 години кошарка. Желба ми е да постанам добра кошаркарка исто како нашиот тренер. Имам 11 години и се трудам да бидам што подобро и подобро во кошарката. Кампот ќе трае 3 дена, а во него може да учествуваат сите генерации. Ова беа сите вести предвидени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часа, термин за Дневник 3.